Сметководителите се на крајот на силите. Половина од нив или 5000 луѓе досега биле заразени со коронавирусот, а владата упорно не го прифаќа нивното барање за продолжување на роковите за поднесување на финансиските извештаи. Тие повторно потенцираат дека 65% од сметководителите биле во самоизолација, но и покрај тоа приморани се болни да работат од дома за да ги запазат роковите и по цена на својот живот. Велат, без сложените процедури во собранието за донесување законски измени, роковите можеле да се пролонгираат до крајот на март. Согласно законските можности може да биде до 31.3. без измени во закон. Колку барате вие пролонгирање? Нашите првични барања со измени во закон беше до 34 за хартиено поднесување и 15.5 за електронско. Меѓутоа измина сите реални можности за законски измени, затоа сега се повикуваме на она што е веќе постоечки во актуелниот закон. Владата пак не смета дека сметководителите биле толку погодени од коронавирусот за да заслужат пролонгирање на роковите. Министерот за економија Бектеши дециден, одложување на обврските нема да има. Сме одлучиле да не има пролонгирање што се однесува на подготвување, но и современо на доставување на завршните сметки од страна на сметководителите, преку кои се доставуваат завршните сметки на компаниите во нашата држава. Имајќи во предвид дека мислиме дека сметководителите и не биле толку погодени од пандемијата претходната година. Сметководителите веќе подолг период апелираат институциите да им излезат во пресрет и да ги пролонгираат роковите за да се избегнат погрешни податоци во финансиските извештаи и да се плаќаат глоби. Излегоа дури на протест пред владата, но засега без епилог.